Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Со извинение, денеска много луги се посраа, значи можем словно да ви кажем, прашайте ги, кой не верува, пишете кај мене у групата, не пишете и коментари ако сакате, од Стар Атлас групата мојот тим ќе ви пише дека денеска ние се чудевме како да играеме, се чудевме там некои се жалеа членови од Discord дека заедно сме се собирали да ги тепаме нив, најнормално ние сме UMG Македонија, United Македонија Gaming и упаѓаме да тепаме другите играчи. Па после се изпотепаме меѓу нас, разбираш, на играта. Значи пуцачи на прво ловиме, другите сигурно нема да ни даваме инк да взимат да фармат на нас. Јас сум со слаб компјутер, што да направам? Најнормално дека моите играчи ќе ме штитат. И што се деси, ја не пратам, гледам тука, нели? Трамп објави, братче, одма, тука, крај света, сите, леле, брат, шо биде, пораки, викам шо биде. Ја ме се војна почнало Македонија да треба да земе да се бореме тamo по планините, они брат паднало крипто, леле, златните, они паднало. И по другари, че не ли има вебсайт на X-News кажуват што е работата, без паника и кој ги читате, вие не знам. На кој? Еден вебсайт е cryptorevolucija.com. Друг нема вебсайт, дека што знам. Ама вие падна гледаноста, чека да видиме. Вебсайтот падна гледаноста, зашо сте научени по пораки од 1800 на 623. И како ви другари на 693 прегледите се паднале? Че упорака или ќе го правиме? Ево, од Америка 5%, од Македонија скоро 7,9% се качило. Зашо? Паѓа, брат, македончето кога се активира да гледа? Само ако паѓа. Другите, Германија, Швицарна се нагоре и Словенија. Америка највише шо кукат, Ирска и Шведска, од Америка највише шо кукат, паднало гледаноста. И отиве, брат, не е нон-стоп гледаноста голема. Е позитивна информација. Bank of Russia allowed domestic banks to engage in limited Bitcoin and crypto operations. Шо да ви кажам, брат? Преведено е. Нормално, пред ковидо, другари, пред ковидо истото се случи. 50% дамп и после тоа bull market. Чи шорт мемори ли имате? Ама вака, знаеш што ќе беше интересно, брат? Го золевам. Знаете ли што ќе беше интересно? Замислете си да немаше вебсайт, замислете си да немаше YouTube канал, замислете си да немаше криптореволуција група. Па, нели по 1000-2000 луѓе гледат објавите. Ни лайк, ни коментар, само гледат нему. И кога све живо падне, а они читат само под наслов, леле брат, што да правиме? Ке се запишете на Криптоакадемијата. Немам време за упораки, брат, приватни на секој да му објаснам што се е случило. На тие што се големи инвеститори, што се ми помогнале, разбираш и на тие одговорив. На другите другари немам време ја да седам упораки. Треба да играам Стар Атлас. Брат. Има луѓе ми праќате пораки, проверувам, ни еднашка лайк нема ставено Криптореволуција. Ни еден коментар нема. На YouTube канал, ни еднашка моја YouTube канал не го е споделил. Ниту еден лайк, ниту коментар. Ама дома ако пуштите телевизор да ме слушате, чак пат, мама, тато, баба, дедо, кој е таа кука од Америка за лайк? Што не му кажете? Не кука за лайк. Кажува вистината. Кукаме му упораки, ниту му даваме поддршка, ниту ништо. Другари да читате, на англиски, ки си преведете, ки видите што е. Ки си стражите, ки видите зашо паја, ки видите, брат. За другите што сте ова направам видео, разбираш, паја за тоа што е нормално, разбираш, тоа се дешава, разбираш, дечкото е од депресија. Моменталната ситуација во Македонија ова. Исто и ово. Трейдер бил, трейдера ми кука упораки. Шега бе, брат, па нели трейдер, нели милион портфолија ќе ми покажете, брат. Ја барем си признавам, немам кеш, разбираш, од Трамп ме зафркна. Не ме забранија да се оде на работа, баш оваа година викам ќе идам за прв пат после 4 години да поработам констракшн, да земе на $100,000 и баш знаев дека ќе падне, и го кажав во видеото. Кажувам го видеото дека ќе паднеше. Крипто Бантер баш кажа дека луѓе очекува да падне биткоин на 90,000. Значи канал што стварно го следат многу луѓе. Така ли? Ама не погоди дека ќе падне до 20,000, падна до флеш краш 104,000. На некој берези беше 102,000. И тоа да ве научам, другари. Не значи дека ако ќе падне крипто на 104,000, да речеме биткоин, не значи дека ќе може да го купите. Вие го гледате визуелно дека 104,953. Ако сте програмирале и од првите
да речем сте програмирали и оно е направило флеш краш и ако taj момент некој е стварно ставил да продава, у паника, т.е. не ставил, у паника, видел дека паѓа у паника натиска sell, мислејќи дека, например, паднало е 104.953 и у паника продава, мисли дека ќе падне на 90.000, како што кажале тие крипто канали што ги следат, а оно одма лита на 111.000 па на 113.000. Тие сите што продадели у паниката доле, крај, си изгореле. Или да бидат задоволни, ако са купили биткоин на 3000 или 23.000 или 50.000, значи се на профит. Мислам, taj биткоин, ставай го Cardano, ќе бидете окей, брат, ставаш го Cardano гледаше паднан, много луѓе ми пишува, леле, брат, не може да го купам на 0.23, брат, како ќе го купите, брат? Он е паднал на 0.44. Ово зима общо од сите берзи и го гледа просек, најнискиот што е успял да го купи на 0.44. Другите се 0.50, 0.56. Не можете, другари, ако ви е наместено, ви кажа, трябва да научите. Ако ви е наместено, случайно имате 100, 200, 1000, 10 долари на 0.44, 62, дори не 62, 0.45, да речем ви е стаен, прави флеш краш, паниче некој продава го, вашата се изпунува. Правите тия бумбум ги изпунува, рестото берзата си го взима. Ништо берзите не манипулира тука. Берзата, братче, гледа Wall Street продава, гледа Трамп дека кажи го, ето тука ќе има интересна награда. Ќе има за Star Atlas Blush да убацам, ќе има $30 награди, така да кој следе, бојрам да си дојде да си прочита. Значи 5K in Mount Prices, машала. Чекай, зашо не ми е... тука бев. Значи, его, брато, пишете му, шо на него не му пишете, брат? Пишете му! Брато, пишете му, брат, накупи. Ама не е тоа, брат, значи, он си воде рестарт на целата америчка и економија, и монетарен систем, и Wall Street, и крипто. Значи, типо си товаре си, братче, и тоа е. Купува најнормално дека да купи, не он лично, тие околу него, нели компанијата, нормално е да купи, пошто гледа, пошто боре се против цел свет. Значи нормално е луѓе да правично да почнат, чека дека беше, ама тоа многу е онадено. Чека, уствари стајано. Првичното беше ово. Првичното беше Trump just announced a massive increase in tariff on China. Чек само да видам. Нещо ми се уключи камерата. Значи Трамчо, значи 100-150%, не се кјам колку рече дека ќе стае. Баш пред некој ден, ако гледавте луѓе, видовте ли, тие што сте ми на Instagram пријатели, колку бродови од Кина улава одеднаш кој тај месец. Значи пуни. Зашо ти знае, брат, што воде ќе се деси. И на време си порачава некои компании. Бродови го снимав на Инстаграм. Викам, луѓе, гледајте бродовите со контейнерите улават лудо од Кина. Такви бродови секош кој ќе улезат, брат, тие месеците, нешто се дешава. Знаат, значи брода кој е празен скоро или пола, и еднашка препунен, знае се, брачи, некои одредени компании знаат, брачи, дека нешто имат инсайдерски информации, дека нешто следува и бракета си порачале пред 2-3 месеци си порачале робичка за да ги избегнат овие. Другари, се што гледате околу мене, све е од Кина. Неам ниту едно нешто, значи ке мене 100% се е од Кина. Не дека тоа е неквалитетно, високо квалитетно за америчкиот пазар, све е ниско. Оти у Америка го се произведува многу скапо. Све е од Кина, другари. Се што гледате, брат, све буквално, тука не може да го видите уствари, светла, рефлектори, компјутери, глувчиња, телефони, джойстици тука, гейминг, кабели, пенкалцето, братче, хартија, се од Кина, другари. Саато е made in Кина направено само за капата, гардероба, шо ти е стајано брендирано. Све од Кина, другари. И кога се карат, братче, дешава се тоа да, другари, се живо се срине. Една позитивна информација. CZ на Binance што беше главниот креаторо ќе биде помилуван од мислам considering размислува Трамп да го помилува затоа што нели Binance можно е Binance.com да се врне у Америка, што ќе е многу интересно.
Моменталната ситуация, гледай сликата, що прави, китовите, тия сите ще се изпаничили, изпродаделе, това е. Сметайте да нямаше YouTube канал, да нямаше нон-стоп. Защо не го гледаш във истинска история днеска? Брата, продадов, изгубив пари. Защо брат? Не ли си член на криптореволюция? Не съм. Не ли пратеш YouTube канал на крипто? Не, тая е досъден, брат, нон-стоп, кажу едно исто сборе, bull market. Значи пази, сами се рокат от земята. Значи, bull market ки има, нон-стоп съм бил досъден, дека съм кажувал bull market ки има bull market, ама они упаника продаделе. Ама не се членове на YouTube канал. Ама философия продават, брат, продай ти, не слушай, още повече ке падне. Брат, да, може да падне до 9000 биткоин, да повлече още алткоините. Значи да иде нагоре се или да остане алткоините да литнат 20-30%, да падне до 9000 Трамп, ако изкаже още нещо заебано, нели, спрема Кина или спрема Европа, и Wall Street да изманипулира да продае, и шоки се деса ке паднат алткоините още и нека рече, брат, нели ти кажаваме bear market, другар, не е bear market това. Bear market да падне биткоин на 50-60 хиляди долари, и да ги повлече по 80-90%. Биткоин да падне 8%. Другари, 8% да падне биткоин е нормално при Wall Street манипулация. Тук 7%, значи и повече от 8%, било и 10 може. Да речеме 8-10% да падне е нормално при такви негативни информации и да го повлече тази целият маркет, да го повлече луги по 50-60% е нормално и гледаш бързо се вракят. Затоа што таткото не значи дека сите продават. Таткото биткоин кој ќе падне, затоа е најмокниот. Тие фантазии Етериум ќе го минал. Кој се викаше бе, деко ти бе? Тука пак гледам ја. Ripple. Ripple е уште под BNB. Ripple ќе го минал биткоин, на прво место ќе бил. Да, бе, луѓе. Да, луѓе, јас се нервирам за вас, што се вика се нервирам за такви бош мобети. Како може, брат, да верувате на такви глупости, брат? Биткоин, брат, че си е крало. То шо ќе спадне? Ке иде Ripple, па Ripple ќе падне 200%, па шо значи алткоините нема да постоят? Луѓе, не значи дека ако нешто се сруши на таа цена, дека може да го купите. Тие сите паднаа, да речеме Cardano, ви кажав, некој берзи го пишуваше дека е паднал дури и 0.22, т.е. 22 центи. Не значи дека ако видите вие на берзата на таа што сте берза дека е на 22 центи, не значи дека дека може вие да го купите или берзата не ви го продава, не сте можели да го купите. Затоа што никој не го продава. Може да седете 5 дена да го гледате така, додека некој не изпаниче да го стае. Значи на берзата не е само вие да видите дека е на 0.23, на 0.30, на 0. Треба некој да ви го продае на таа цена. Затоа имате од десната страна такви се движат buy sell ордери. Значи вие трябва да натиснете, ако има некој, да ви ја изпуне таа трансакција. Не е тоа дека берзите манипулират. Ништо не манипулират берзите. Берзата ако е ставила, ќе си купи пред вас. Ако вие сте ставили пред неја, ќе изпуни, ќе го купите вие. Значи другари, али што е најинтересно, чекај дека беше брато постирал у коментар, кој се викаше, само забравам името. Секој чест на брато, дека беше Мартин, кој се беше Мартин Софров. Брато е направил, што да кажам, мало. Так, ниту ми кукало пораки, ни упораки го видов да кука брат, изпогубив парите. Брато е направил, колко беше, 2800%, брат, бати, хито е бати. Брат го Марко Тасев, брат од Мајами, ако не се лажам беше, да. Гледа, ракета, најнормално, брат. Дечкото размислил со главата. Брат, дека отиде овај, бе? Овие па нјуеса, бе. All comments, бе, брат. Зашо, брат, ми правиш така? 55 секунди. Брато го нема, бе. Петър. Тево, бе. Значи, другари, ке ми паднеше, брат, да изключам алармо. Значи, другари, трябаше 10 минути видео. Ово нема 15 минути, другари, да биде видео, затоа што треба си да се објаснем. У 15 минути пробав не можем. Гледај. 40%. Кој е успял да купе, брат? Много яко. Cardano, 55%. Кој е успял да купе, братче? Stellar, 42%. HBAR, 52%. Polkadot, 62%. VET, VeChain, 39%, 40%. Algorand, 42%. Jupiter, 66%. IOTA,
не е у моето портфолио, Floki и Baby тия не са у моето портфолио. Не е коментирам, другари, шо е ово. Значи гледате тука, що значи, когато достигне бул маркетите, гледате Cardano, много по-бързо може да се продае. Значи тия проценти не са обични проценти, да знаете. Да обърнете внимание на лист и ги запишете тия проценти. Можно е елитата да го изиграе и от бул маркето много по-бързо Cardano да го продава от Ripple. Разбирате ли? Па после да речем да го играят Ripple. Значи гледай първи кой ги продават. HBAR 52% и Polkadot 62%. Ово е просто, не е само обични проценти. Ово покажува лугито на кой коини по най-бързо исто да знаят аналитика се дешава, кой коини исто най-бързо може да ги продават у бул маркето. Че Polkadot му немат никаква доверба. 62%. Значи това чудо да внимавате колко я продавате. All time high, брат, 50% продавате. Не се лакомете. Ово е крипто, руги. Нема тук една грешка и после 4-5 години ги чекате. VeChain 40%. Нищо не кажуват, няма толкова АУ, БАУ, другари да внимавате. Algorand 42%. Jupiter 66%. И ако берзата е яка, развива се, гледаш народно, няма доверба. Продават. Нема тук, ама убавай берзата, ама Solana се отдело при котам, ама Star Atlas, ама други игри се купували, онадовали и дни не има. Да внимавате. Това е брато фала му на то ще го успял. Я, брат, па не успя в прентскрин да направя. Друга нелогичност. Другари, гледайте сега. Random 68, 313 го гледали, а за стейкинг 270. Брат, вие користите ли го мозъко с извинение, брат? Значи, стейкинг крипто, много е битно да го изгледате това видео. Много е битно да го... То трябваше 5 или 10 или луги да го имат гледане видео. 15 минути, изгледа 27 секунди от отгоре. Брат, то е битно видео да го изгледате, да ви влезе в главата. Стейкинг е много битна работа. Гледайте да не продаете, ако ги продадете, ако се изнападнат много, да речем, какво брато ще беше постирал, ако паднат толкова много, да се изнакупувате, нели, най-нормално, ки си чувате кеш екстра, ки си наградите за отмор да имате паречки, за телефонче нещо, за гардерова. Мислям, за гардерова не толкова, за да апнете, да пинете, брат. Квалитетно да се наядете, да се напиете, да прошетате Македония, да се почастите от и тяло да го помните това, брат. Трябва да се почастите от бул маркето. Не е сега, брат, продадем и свеки чуваме за да купим. Трябва да се почастите, брат. Не, гейминг компютър да не забравяте да си купите, ки трябва да фармаме. Гейминг компютър и да се почастите, душичката да си я наранете, брат, трябва. Трябва и да си постирате, да видите около вас, дека не сте били глупшосто крипто, дека не сте умрели за ядение и дека сте купили и технология. Повече съм за гейминг компютър, отколко за телефони и такви работи. Добро и за канало ке трябва, ама може да ке трябва и дрон и за новия канал за мистерии, ама то нели го правим за вас. Фактически, ще ги имам информациите да ги пренесам, а плюс и за мое задоволство. Задоволството трябва да си го леверирате. Много си изнервирам днес от поръките, брат. Мисля, дека по-малко поръки има, ама трябва си криптоакадемия. Трябва си криптоакадемията и много луги не знаят на коя планета си. Другари, инсайдерски информации, да речете не имам от Trump от офис, моментално, що се е случило. Нема да ми блокират канала. Син му лава и му вика, брат, тато, ке направиш той и това и брат, окей, дум и това е. Да не речете, не се... После неките да гледате, брат, че инсайдерски информации. Докажете дека не е вещичка интелигенция слика. Брат. Що се случи, брат? Това е. Син му се повече разбира от крипто, що е нормално, типо Трамп е за злато и за сребро и за долар. Не може да го укривам. Я съм председател на Америка. Я най-скоро 50% ке форсирам това, zato що сега долар си е официалната валута. Додека злато и сребро трябва да си го има Америка, не дай Боже хак на държавата. Значи злато и сребро трябва да имат резерви. Зато ще има какво да ги чуват. Разбираш, дошо не ги изчува, ама сега не кажем с овакви луги на власт, да, може да ги изчуват. Ама в Македония, брат, че вие да чувате злато и сребро физичко, брат, там на тия грабежи, не би ви препоръчал.
Ако имате съответна защита, да, ама не е точно ovo го споделив, да видим кой ги се фаре, ама не е cancelled, значи можно е после 15, 20 пада полита, има другари bull market, кима. Гледате ли, fun fact, Bitcoin has only ever had 3 down years in the history. 3 у историята, другари. 3 от 2010 до 2025, другари. 3 негативни само, брат. Брат, не знам що да ви кажа. Dips are normal, другари. Нормално е, другари. Нема що да се плашите. Нормално е, не паничете. Имате екстра, сега не можем, не съм финансовски съветник, они много луги викат, брат, що не направиш видео, да продават тук и айде купувайте. Не можем. Ки ми го блокират YouTube канал опа. Значи, я можем само официално да кажем, луги, ако направим криптоакадемия, трябва да подпишат договор, дека я не съм финансовски съветник, дека то са нивни средства на нивна берза, немам я никакви допир со нивните това средства, нито пари, нито банк акаунт, нито нищо. Значи, тамо на криптоакадемията луги си подпишете договор, дека се вие сами си правите. И аз само како тук стоям до вас и ви покажувам, нели, компютърът се разсипал, брат, тук ки натиснеш, тук е, да не те хакнат. Разбираш, помагам ти ако не знаете формат да си направите дома, кой викате? Комшията. Че комшията, сите пасворди ви ги знае. Я на моето, например, кемено сградата, на 3 сгради на сите ги знае в пасвордите. Кой? Да сте некои видели комшия да се е пожалил дека съм го хакнал. Банкови сметки, чуда, све чува на вакото. Я ги форматира в компютрите, брат. Само я имам в CD да ги форматирам в компютрите, само я имам в CD да ги поправям в компютрите, да ги оправям кога ги заглават или кога ги хакнат. На времето. Я бе в taj ще симнуваше пачови, ще ги симнуваше от Земунда игрите и ще ги инсталират да защитят пари. От това време, кой имаше 50 марки, 50 евро или 50 долари, кой да е била валута, ще са тържили за. Я бе в taj. Нито един от 3 сгради не съм хакнал, не съм му ги собрал парите, не съм никой шуапсен за дебитна картичка, да съм му извличал средствата. На сите, братче, и ги знае в ovo, що се вика таквото. Брат, дава ми картичката да ги вадам от Банк в Америка. От картичките ми ги дава да ги вадам парите от банкоматите. Не зная, страги беше да си извадат парите. И са ми частили, да, кафенце, аз за кафенце душа давав. Не съм имал пари, не съм работил, давали се ми, разбирате ли? Що викаш един комшия, брат, ти си перфектен за криптоакадемия. Викам, защо е, брат? Лелики му кажа в името. Защо я викам, Чичо, дедо? Вика, за това, що вика, колко пари съм ти давал от пензията, колко пари съм имал екстра, нищо не си ми пипнал. Викам да дойдеш в академията, брат, да посветочиш. Другари, 1 минута. Моментално, и аз съм овай. Много як слика, брат. Да може на видеото да наставам. Бро. Трамп ми го прати да ви го покажам. Вика, брат, ако сакаш, Гущеров, ти си един от най-големите мои донатори, ако сакаш, брат, на македонците да го покажеш оваа сликичка, затоа шо не се у твоя YouTube канал и ово е, вика, поздрав от мене. И викам, дедо Трамп, фала много, преседничи, това е. Да, чекай. Ово видео, ово съм го изгубил. Вика, based on the fact that China has taken this... Ама и Кина провоцира сега. Провоцира. Кина, брат, змей, шо не може да биде сопрен. Ама ми 10 минути ли поминава, брат? Ки трябва да изгасам. Другари, си го прочитате сами. Значи, войната е таа. Другари, не, без паника. Значи, не се докажав на бързина. Кафе, цигари, комар, спортска. Другари, кенселирайте ги за овие 2-3 години и лупайте тук. Чао!